заменик председател на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Зоран Ставрески. Почитуван кандидат за градоначалник и иден градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Почитуван носител на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ за Карпош, господин Сашо Лазаровски. Почитуван председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов. Почитуван заменик градоначалник на град Скопје, господин Борче Ѓоргиевски. Почитувани кандидати за советници, почитувани присутни, добра вечер и добре дојдовте на мини митингот во Влае 2. На самиот почеток го повикувам господинот Ристе Велков да ја испее химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добра вечер, Карпош! Добра вечер, победнички Карпош! Драги пријатели, време е да ни се обрати човекот кој е заслужен за сплотувањето на нашата партија ВМРО ДПМНЕ во Карпош. Председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов. Добро вечер, Влае! Добро вечер, победнички Карпош! Почитувани сограѓани, браќа и сестри, почитуван подпредседател на владата на Република Македонија, господин Зоран Ставрески, почитуван заменик градоначалник на град Скопје, господин Борче Ѓоргиевски, почитуван носител на советничката листа на Карпош, господин Сашо Лазаровски, почитуван пратеник од Собранието на Република Македонија, господја Косана Мазнева, почитувана господја Јагнула Куновска, иден градоначалник на Карпош, почитувани советници и идни советници на листата на град Скопје и општина Карпош од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, почитувани жители на Карпош, дозволете ми да ви посакам искрено добре дојде на оваа наша средба. Вечерва гледам дека овде бијат многу победнички срца. Вечерва гледам
дека граѓаните на Карпош се обединети на победничката страна. Вечерва гледам дека заедно со вас ќе исчекориме кон нови дела. Ова ви го кажувам, затоа што сакам сите заедно да се избориме општината Карпош да стане општина која ќе се грижи за сите граѓани. Сите заедно да се избориме општината Карпош да стане општина која ќе им дозволи на различните категории на граѓани да го пронајдат своето место во општественото живење. Сите заедно да се избориме да ја извлечеме општината од сивилото и летаргијата во кое ја доведоа до сегашните градоначалници. Вечерва не би сакал многу да зборувам за нашите политички противници. Вие, граѓаните, веќе одамна ги прочитавте нивните празни зборови и ветувања. Запрашајте се што направи досегашното раководство на општината Карпош. Можеше ли повеќе? Можеше ли подобро? Можеше ли поинаку? Дали во Карпош има барем една капитална инвестиција? На овие прашања немаат одговор ниту Стефчо, ниту пак Андреј. Но би ве запрашал вас, дали ги гледате некаде нивните дела? Дела нема. На Карпош му недостасуваат дела. Насекаде околу нас само празни зборови и бекатон плочки. Дела нема. Односно има тука некаде едно мало мостче, но не се сеќавам точно каде е, а и не познавам никого кој поминал преку него. Во тоа се состои разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и сите останати партии. Во делата, позади нас стојат дела. Погледнете го нашиот тим кој се бори за подобар Карпош и споредете го со сите наши политички противници. Стефчо Јакимовски во минатото ја напушти градоначалничката позиција за да стане министер. А Андреј Петров пак си отиде од градоначалничкото место за да седне во комотната пратеничка фотелја. Заборавија на обврските кон граѓаните на Карпош. Заборавија на граѓаните на Карпош. Го заборавија Карпош. Карпош им беше само попатна станица, одскочна штица на нивните политички кариери. И двајцата никогаш не го сакале Карпош. За разлика од нив, носителот на нашата советничка листа, господинот Сашо Лазаровски, ни доаѓа од позицијата заменик министер за локална самоуправа, со цел да им помогне и на граѓаните и да им помогне на општината. Тој знае како вистински се сака Карпош и подготвен е секој атом од својата енергија да го вложи за подобар Карпош. Почитувани сограѓани, дозволете ми да ви го представам и нашиот кандидат за градоначалник, господја Јагнула Куновска. Таа е успешен адвокат, докажан судија, поранешен пратеник и уметник. Јагнула е жена која е реализирана во секој поглед. Таа е мудра, храбра, динамична и упорна. Таа е жена која во повеќе наврати го докажала својот патриотски дух, покажала како се сака Македонија. Ова е нашиот тим наспроти нивниот. Да им дозволиме на Јагнула Куновска и Сашо Лазаровски да ни покажат како се сака Карпош. Почитувани граѓани, веќе неколку изборни циклуси, она што ВМРО ДПМН го ветува, тоа и го исполнува. За нас зборуваат делата. Затоа од вас, граѓаните, ја бараме поддршката за Јагнула Куновска, за градоначалнички мандат на општина Карпош. За да покажеме и докажеме дека може и поинаку. Ја бараме од вас и поддршката за советничката листа на Сдружената коалиција на ВМРО ДПМН за подобра Македонија во Карпош, на чело со Сашо Лазаровски. Да не дозволиме на Јагнула Куновска да и бидат врзани рацете во Советот, затоа што Карпош заслужува повеќе, многу повеќе. Ние ќе покажеме со дела. Дополнително ве повикувам да гласате за најдобриот градоначалник на Скопје досега, господинот Коце Трајановски. Гласајте и за советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија
за градот Скопје, за нови проекти и нови дела во нашиот главен град, за нови проекти и нови дела во нашата општина Карпош. Затоа што Карпош се сака со дела. Да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН, да сте ми живи и здрави. Ви благодарам. Чест ми е што меѓу нас имаме и кандидати за советници од советничката листа на град Скопје. Овие луѓе ќе му помагаат на сегашниот и иден татко на градот, господинот Коце Трајановски, во реализација на неговите дела. Го повикувам на сцената да ни се обрати кандидатот за советник на град Скопје, сегашен заменик градоначалник на град Скопје, господин Борче Ѓоргиевски. Добро вечер, Влае, добро вечер, мои Карпоше, пријатели, мои соседи, добро вечер, мој народе. На почетокот сакам да го поздравам нашиот вице-премиер, нашиот министер за финансии на Република Македонија, господинот Зоран Ставрески, да го поздравам новиот градоначалник на општина Карпош, господјата Јагнула Куновска, мојот колега, носител на листа за општина Карпош, господинот Сашо Лазарески и сите останати советници, нашата косана, која што секогаш во собранието го кажува нашето мислење. Поздрав до сите присутни. Пред околу еден месец имавме конгрес во Македонија, кој што се одржува секои 4 години и нагости ни беа мои колеги од Европа и Соединетите Американски држави. Уште кога ги пречекав на новиот аеродром Александар Велики, останаа со подзинати усти и ококорени очи и со таков израз беа сите 4 дена додека беа во нашето Скопје. Имав прилика да ги прошетам со новиот панорамски автобус и да ги видат и останатите автобуси кои што активно се вклучени во градот Скопје, повеќе од 300. Имав прилика да ги прошетам по широките булевари, имав прилика да им го покажам ликот на новото Скопје, да им ги покажам административните институции од левата страна на градот Скопје, новите културни институции, како што е музеот на ВМРО, како што е музеот на Холокаустот. Имав прилика да им ја покажам Триумфалната порта, имав прилика да им ја покажам новата жицница до Водно, имав прилика да им ја покажам новата сала Борис Трајковски, имав прилика затоа што изминатите 2009 и 2005 година единствено место каде што ги носев, тоа беше на 10 кебапчиња во турската чаршија, затоа што навистина немаше што да покажам. Единствено нивно прашање беше како е ова можно. За вакви дела, за вакви проекти потребни се децении и векови. Можно ли е за само 4 години да не можеме да го препознаеме ликот на градот Скопје? Јас едноставно им кажам, со ВМРО ДПМН се е можно. Со ВМРО ДПМН, со Никола Груевски како премиер, со господинот Зоран Ставрески како вице-премиер и како домаќин на нашата каса, со новиот градоначалник, морав да објаснам дека за прв пат градот Скопје доби градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, се е можно.
Во ред, како добар домаќин, ги однесов и кај мене дома, во општина Карпош, како ваш сограѓанин. А сега што да кажам? Пред мене една гола ледина, јас живеам тука околу Алумина, која што беше и 2009, која што беше и 2005, во далечините нешто недовршено. Навистина, сега дојдов во една друга ситуација. Знаат дека сум советник, добро, што си направил па за својата општина? Па реков, па Влајко, ама Влајко беше и 2009, ама Влајко не остави никаков печаток, што е тоа? Ама чекајте, имаме нови тротоари, ама чекајте, имавте тротоари и 2000, ама не сега тротоарите имаат и по некој црвен бекатон. Па добро, како е можно, рече ова? Можно е. Со СДС можно е големо ништо, големо зиро. А сега што ќе направите? Викам, лесно е. Ние веќе ја имавме програмата пред месец дена. Имаме избори идниот месец и на тие избори ја кандидираме мојата пријателка и нивната асоциација беше Iron Lady. Да. Верувајте, тоа се искусни луѓе, тоа се високи интелектуалци. Кога кажав каква стратегија и што правиме, тогаш рекоа дека Карпош е ваш. Карпош е наш затоа што сите изминати градоначалници кои што беа од редовите на СДСМ само ја добиваат довербата на нашите граѓани и веднаш го напуштаат тоа место за поудобни фотели. Нашиот Сашо Лазаревски е вистински пример на човек од ВМРО ДПМН, кој знае само за дела, кој што знае за предизвици и кој што го сака својот Карпош. Токму затоа нашиот Сашо Лазаровски ја напушта удобната фотелја на министер и сака Карпош да го направи онаков како што треба. Сака зад Карпош да останат дела. Токму затоа, мои браќа и сестри, ве повикувам во недела да им простиме за се што не направија. Толку ги бива, Боже прости. Меѓутоа, на 24 март, на 24 цутар, тука ни е негде нашиот поп кој што ќе ви каже што значи цутар, тоа е март. На 24 март општина Карпош ќе процвета. Градот Скопје ќе процвета. Република Македонија ќе процвета, затоа што нудиме 10.112 дела за наредниот 4-годишен период. Благодарам да сте ми живи и здрави. За дела е потребен тим на способни, честни и принципиелни луѓе. Ние имаме таков тим. Тим за победи и успеси. Луѓе кои ќе го предводат развојот и напредокот. Ги повикувам да ни се придружат на сцената луѓето кои ќе бидат дел од успехот, дел од победата на овие локални избори. Ги повикувам кандидатите за советници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Јован Симоновски, Антоанета Штефанчич, Мато Гласновиќ, Наташа Антовска, Дејан Китанов, Јасмина Цветановска, Драги Тодосовски, Никола Србов, Светлана Пандиловска, Маријанче Матовски, Звонко Димитровски, Роберто Тошевски, Зоран Крстевски, Андријана Павловска, Тања Ристевска,
Панче Стојановски, Давор Грче, Благоја Неделковски, Игорче Кузмановски, Даниела Штерјова, Светанка Бајрактарова Мишевска, Емил Угриновски. На сцената го повикувам господинот Сашо Лазаровски, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Добро вечер, Влае. Добро вечер, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани сограѓани, ми представува особено задоволство и голема чест што се вака собрани денес, да можеме да ви се обратиме, а посебно задоволство и чест ми е што можам јас лично да ви се обратам, бидејќи овдека ја почнав мојата политичка кариера токму во овој штаб што се наоѓа над вашите глави, пред 10 години. Започна кампањата, како што сите знаете, во вашите домови, по вашите врати, во вашите мала, ќе дојдат многу политичари, ќе го побараат вашиот глас, ќе ви поделат памфлети, ќе ви зборуваат за некакви проекти. Но сакам да ве повикам сите и да ве замолам, значи, внимателно да ги проверите сите оние програми и се она што политичарите ќе ви го зборуваат. Значи, внимателно разгледајте го, внимателно размислете и внимателно да излезете на 24 и да размислите за кого ќе го дадете вашиот глас. Изминативе 20 години оваа општина беше водена од нашите политички противници. Тоа многу добро ви е познато. Знаете дека и нашите двајца против кандидати имаа можност веќе кој еден мандат да бидат градоначалници и имаа можност да ви покажат што можат, што ќе направат и што направија за вас и за сите нас вклучително. Ние, ВМРО ДПМН, денеска од оваа говорница, ќе ви го побараме вашиот глас, да ни ја дадете довербата, да ни дадете и да ни овозможите, да ви докажеме како знаеме да работиме, да ви докажеме дека тоа што го ставаме во програма со конкретни датуми, со конкретни суми, знаеме да го спроведеме и на тој начин ќе се одолжиме на сите вас што го давате вашиот глас за нас. Инаку, да направиме една мала споредба, ниеден капитален објект изминатиот период не беше направен во општина Карпош. Значи, од општинската каса. Некои од нашите политички противници се обидуваат да представат дека и нашата влада и нашиот градоначалник господинот Коце Трајановски изминатиот период малку направиле. Не, почитувани сограѓани. Значи, многу повеќе капитални објекти имаме направено, иако не сме имале општина Карпош во наше владение. Изминатиот период, знаете колку булевара господинот Коце Трајановски направи за општина Карпош. Илинден, Теодоси Гологанов, реконструкција на улицата Козле, булеварот улицата Манапо. Знаете владата колку проекти направи. Борис Трајковски, понатаму Сити Молот и уште многу други проекти, тениски игралишта и знаете колку спортски сали, знаете за македонското етно село кое што во моментот се гради во општина Карпош. Ако направиме споредба и ако споредиме со еден капитален кој они го направиле, тоа значи дека тие се блиску до нула и треба да ги помножиме еднаш за секогаш со нула во оваа општина. Почитувани мои сограѓани, стоиме со гордо гренати глави пред вас и го бараме вашиот глас, но сакам да ви кажам дека ние можеме да се гордаеме со сите дела кои што ги имаме направени за сите граѓани на градот Скопје, како и за општината Карпош. Уште еднаш ве повикувам и ве замолувам на 24 март да го дадете вашиот глас за нашиот кандидат, челичната дама, господја Јагнула Куновска, со број 19, да го дадете вашиот глас за советничката листа на ВМРО ДПМН, издружената коалиција со број 4 на гласачкото ливче, да го дадете гласот за нашиот најдобар градоначалник што го имало Скопје изминатиот период, господинот Коце Трајановски и неговата советничка листа. Да живее Карпош, да живее Скопје,
да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Да сте ми живи и здрави сите и на 24 март заедно да се собереме и да ја прославиме победата на ВМРО ДПМН во општина Карпош. Ви благодарам. Овие избори се референдум за тоа во каква општина сакаме да живееме. Во место каде проблемите не се решаваат и се припушта тие стихијно да се наталожуваат, или во општина каде секој потенцијал, секој атом од силата се користи да се направи што е можно повеќе за подобар живот на граѓаните. За такви дела потребни се способни луѓе. Ја повикувам на сцената да се приклучи жената која секогаш стои зад кажаниот збор, која секогаш е отворена за нови идеи и предлози од страна на граѓаните. Жена со визија, почит и огромна љубов за својата општина. Жена со неуморен дух и честност. Жена која гради и ќе гради. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Кудовска. Поведете на сцената. Добро вечер, Карпош. Добро вечер, граѓани на Влаје. Веќе со недели држиме мини митинзи по сите делови на Карпош и се среќаваме и разговараме со граѓаните на Карпош. Еве вечерва сме тука во Влаје. Јас сум благодарна и вие исто така заедно да ги поздравиме, што вечерва со нас се како подкрепа пратеничката Косана Мазнева, вице-премиерот на владата на Република Македонија и министер за финансии, господинот Зоран Ставревски. Тој е секогаш со нас во сета ова предизборна кампања. Тој ни е подкрепа, но и гаранција со својата личност, со својот авторитет, дека оваа програма која што нуди економски развој, почетен за идните 4 години на општина Карпош, е темелно обработена. Во неа се предвидени проекти со рокови кога ќе бидат изградени во периодот од 2013 до 2017 година. Мери се предвидени, средства од каде се обезбедени и колку е износот на секој поединечен објект во парична смисла. Ние со оваа програма првенствено мислевме општината Карпош да тргне по патот на напредокот, по кој што одамна врви градот Скопје, начело со градоначалникот, сегашен и иден на Скопје, господинот Коце Трајановски, кој што на оние општини кои се работуваја со него минатите 4 години, а тоа не беше и општината Карпош, исто така во заедничка соработка им помогна да се вклучат кон патот на напредокот. Ние тоа ќе го сториме после изборите, кога ќе победиме. Затоа што овие капитални проекти кои што се тука предвидени, првенствено за економски развој, средствата, дел се од буџетот, богатиот буџет на општината Карпош, а дел од проектите, капиталните проекти со кои ќе се овозможи отварање на нови работни места и заживување на семејствата, се со помош на градот Скопје и сегашниот, и пак повторувам, и идниот градоначалник на градот Скопје, господинот Коце Трајановски. Ние заедно ќе се работуваме. Оваа програма во дел на заедничките проекти заедно ја имаме сочинето.
Другиот дел од капиталните проекти ќе бидат реализирани со помош на владата на Република Македонија, предводена од премиерот, председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. Ние имаме прилика да видиме со каква енергија, со каква љубов, со каква заложба на овие избори шета по сите градови, по сите места во Македонија и ги куражи граѓаните и вели: гласајте за проектите, гласајте за дела, гласајте за идеи, а не за празни фрази. Јас истото го велам вечерва. Само ќе спомнам два капитални проекти кои што нудат нови работни места, кои што нудат визија за развој на ова општина која веќе 10 години тоне во една летаргија. Зошто? Затоа што последниот, сегашниот градоначалник и претходниот успеа во невидлив зид да ја затворат само поради своите лични материјални интереси и интересите на својата група тајфа. Проектите кои што појдовно нудат нови работни места, кои што на митингот главен ги потенцира и премиерот, се економската зона во Бардовци, индустријската зона Лепенец. Зошто ги споменувам? Затоа што премиерот даде заложба меѓу првите странски проекти кои што ќе бидат привлечени, односно инвеститори, да се инвестира токму на индустријската и економската зона, за да се отворат нови работни места и да почнат луѓето со своите вработувања и лични доходи да си допринесат сами на себе за заживување на личноста своја и на фамилијата. Има и други проекти кои што вие имавте прилика на повеќе средби со мене тука во местниот комитет. Повеќе месеци наназад со сите граѓани се сретнувам, прашуваат, им ги образлагам сите проекти, се интересираат, ги читаат. Вечерва сакам да ви кажам, бидејќи немаме многу време, само за тоа што е предвидено во нашата програма, во инфраструктурата за влае тука, токму во делот каде што се наоѓаме. За училиштето Димо Хаджидимов предвидено е реконструкција на двете надворешни сали, игралишта за децата и една внатрешна сала. Тука покрај Вардар, трите игралишта и малечкото детско игралиште исто е предвидено да се реконструираат во смисол да се оплемени и нивната околина. Сега, ќе ви кажам, вечерва, јас пред да дојдам тука на митингот, на предпоследната кула, од врата на врата одев и ја делев мојата програма. Повеќе граѓани покажаја желба да поразговарат и поразговаравме. И ми рекоа, прво, хигиената ни е во една ужасна состојба. Второ, безбедноста во овај дел на населбата е страшна, вели. Зошто? Затоа што навечер, дури и преку ден, зградите горе на крововите и походниците ни ги запоседнуваат непознати луѓе и се дрогираат или било што, не знам зашто се дружат тамо. Јас тогаш им ветив и еве вечерва ви тврдам и ви велам веднаш дека после враќањето што бе во штабот, обавив разговор, веќе идната недела ќе имаме еден состанок со министерката за внатрешни работи, господјата Гордана Јанкуловска, и ќе бидат превземени сите мерки кои што се потребни да безбедноста биде бар на едно пристојно ниво. А утре јас, кога ќе станам градоначалник, јас ви велам дека ќе се потрудам да се воведе право раздавање во оваа општина како прво, а тука на прво место доаѓа и безбедноста на граѓаните, затоа што ако граѓаните немаат мир и спокојство, тие немаат ништо. Бар јас така разбирам, безбедноста така ја разбирам. Од друга страна, ми се пожалија сите граѓани овие месеци кога разговарав
и вечерва посебно, дека ова партерното, да речам јас, уредување, плочките кои што се во една многу лоша состојба, а под плочките тука секаде има гаражи и кога врне се собира меѓу процепите на самите плочки водата и долу гаражите се во едно лоша состојба и не само тоа што гаражите се во лоша состојба, туку темелите на сите овие згради се подкопуваат. Почитувани граѓани, јас и на оние соговорници со кои што разговарав им реков, па зошто вие тоа го трпите? Па вие инфраструктурата вака, овие работи, треба да си ги решавате катадневно. Кога ќе Не, вели, ние имаме 10 години проблем со тоа веќе. 10 години! Зошто не сте го решиле? Затоа што еден човек, може би е вечерва и тука, ми вели, јас сум управник на станарите зградата на целата кула која ги има 100 и нешто станови. 10 пати сум барал написмено и усмено да ме прими градоначалникот, тој не ме прими. Немојте, велам, зашто да не ме прими? Немојте, не прашувајте, вели, да не се случи утре и вие да не сакате да не примите. Па реков, ако градоначалникот не ги прима граѓаните да разговара со нив, зошто ви е тогаш градоначалник? Ако градоначалникот не ви ги решава во од, како што се јавуваат, така и да се решаваат тие инфраструктурните прашања, проблеми, тогаш вас не ви треба локална самоуправа. Што да речеме тогаш за имотните прашања, за семејните прашања, за личните прашања кои што паѓаат во домен на локалната самоуправа, односно на општината. Ете така, почитувани граѓани, јас зедов заложба, а во мојата програма е предвидено да се реши партерната ситуација овдека, на сите на Порта Влае, на сите овие згради и кули кои што се. Не треба да ви ветам, јас сум човек кој што не го употребувам многу збор од ветување, туку кога разговарам, тоа што ќе го кажам како збор, тоа е моето ветување. Јас само ќе ви потенцирам, пред да завршам, дека јас, како иден градоначалник на Карпош, ќе бидам таа која што врската со граѓаните ќе ми биде првата спона при решавањето на проблемите и потребите на граѓаните на оваа општина. Граѓаните ќе можат катадневно кај мене да ми се обраќаат, за проблеми се разбира, ако се од зграда, една група 4-5 станари со проект, односно предлог, што им фали и што треба да се направи. Јас сум таја која што велам, како градоначалник, сум должна да излезам на лице место, да испратам луѓе, да ја испитаат работата и тоа да се реши. Затоа ве молам, бидејќи овие сите проекти, кои што се капитални од инфраструктурата, се заеднички проекти, наши, од буџетот на општината, со помош на градот Скопје, со помош на владата на Република Македонија, односно конкретните министерства, ресори, јас ви се обраќам на вас и велам, ваше е да се определите за кого ќе гласате, но определите се и гласајте за мене. Јас да бидам иден градоначалник на општина Карпош. Гласајте за мене за реализација на овие проекти, кои што нудат нови работни места во општината. Воедно, бидејќи проектите ни се заеднички со градот Скопје и со градоначалникот Коце Трајановски, гласајте и за него да биде иден градоначалник на градот Скопје. Гласајте и за мојата советничка листа при општината на Карпош, предводена од Саше Лазаревски, за да можеме да имаме мнозинство, за да можеме тоа што ќе го поставиме како потреба за решавање на дневен ред, да можеме и да донесеме одлука, да го реализираме. Во противно не ќе можеме тоа да го сториме. Гласајте и за советничката листа на градот Скопје, затоа што дел од проектите кои што ни се многу важни за идниот развој на Карпош, ни се заеднички. Да ве прашам,
Зар докажаниот градоначалник на град Скопје, господинот Коце Трајановски, не ни е гаранција на нас дека ќе можеме проектите заеднички да ги реализираме. Тој е неуморен. И јас сум исто таква. И ние заедно ќе можеме да допринесеме за подобар живот на општина Карпош, за повесели деца и за убавина и за здравје. Ви благодарам многу. Последен кој ќе ни се обрати вечерва е човекот од кој секојдневно добиваме огромна поддршка. Заменик председателот на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Карпош. Човекот кој ни покажува како се работи со дела, господин Зоран Ставрески. Министре, повелете. Среќа има Андреј што не беше овде пред бинава, оти ќе го оддуваше, јагнула со енергијава што ја поседува. Добро вечер, победничко влае, добро вечер за ВМРО, ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани граѓани, следат локални избори на 24 марти, како што покажува името, локални избори не се ниту НАТО, ниту ЕУ, ниту некои крупни други политички теми. Тоа се многу значајни избори за локалниот развој, за животот на граѓаните на Влае, на Карпош, на сите општини во Република Македонија. И така треба да се размислува за овие избори. И тука е добро што во општина Карпош имате позната ситуација, односно сите три главни кандидати ви се добро познати. Да видиме кои се кандидатите во овие изминати неколку денови. Стефче и Андреј доволно зборуваа за себе, така да не знам ни дали треба многу да се објаснува и ние да објаснуваме, меѓутоа само да подсетам во арсеналот на навреди, на меѓусебни пресметка, меѓусебна, кажаа многу тешки зборови, веројатно едниот и другиот се во право, кога зборуваат, едниот вели кукавица, си предавник, си Андреј му рече на Стефче дека бил отпораш на батерии, сакајќи да каже демек не издржал долго. Стефче веројатно ќе му каже дека овој е отпораш на акумулатор, пошто издржа една недела плюс малку повеќе од колку батериите што се. Така да, кога ќе ставиш се на куп, излегува дека и двајцата се исти тертип. Кога имаат шанса да ја водат општината, прво што направија е, ништо не направија за самата општина, нешто што би се запамтило. Второ што направија е избегаа на поудобни фотели, на места за кои што не ја добија довербата на граѓаните, туку едноставно се решија од градоначалничката позиција на онаа на која што ги гласаа граѓаните на општина Карпош, да избегаат едниот на министерско место, другиот на пратеничко место. Тоа доволно зборува за карактерот на луѓето и за тоа колку навистина на нив им дошло до Карпош и до граѓаните на Карпош. Како и да е, имаа шанса по неколку години и Стефче и Андреј да ја водат општината и тоа што го оставија зад себе навистина еден многу просечен резултат за Стефче и многу уште помалку полош резултат за Андреј Петров. Имено Стефче, од што човекот и нема што друго да се пофали самиот, замислете во собствената програма, онаа што ја објави на првата страна, каде што нели треба да е ударно што направил еден градоначалник предходно, напишал дека за да докаже, увери некого дека нешто успешно направил, дека добил признание и плаката, и тоа замислете од кого? Од комората на Ниш. Значи, од комората на Ниш најголемото признание го добил Стефче за својата работа. Она пошто ние пак го памтиме Стефче, секако како централна власт, сакам да кажам, како влада, е бројните обструкции што ги правеше за сите проекти што владата на Република Македонија сакаше да ги направи во општина Карпош. Тоа му беше смислено направено со цел
од една страна да не се реализираат владини проекти, да не се види ефектот на работењето на владата, од друга страна неговата просечност и бекатон проектите да дојдат до израз, односно да испадне дека тоа е тоа што му треба на Карпош. По некоја љубичица овде и онде засадена, 2-3 бекатон плочки, почесто ги менуваше овие терацо, мерацо, пошто колку поголем промет, поголема заработка, нели, колку пати повеќе ги смениш, поголем промет имаш. И на некој начин остана во тој просек, бидејќи не направи ништо капитално и можеби е поуспешен од другите градоначалници на СДСМ. Но да видиме како Стефче се споредува со еден Коце Трајановски, со Владимир Тодоровиќ, со Ивица Коневски, со било кој градоначалник од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Видете колку крупни проекти се направија. Да спомнам само неколку. Додека Стефче се занимаваше со бекатон и со тротарчиња, копкање и љубичици, Коце Трајановски бога ми отвори нови авении, булевари, и Линденска, Партизанска, Митрополит Теодоси Гологанов, улицата Козле. Е, тоа е градоначалник кој му треба на Карпош. Дури дојде до таму што Стефче не дозволи, замислете, правеше обструкција за она што е најзначајно за нашите деца. Изградба на спортски објекти во спортскиот центар Борис Трајковски, кои што не ни требаат за нас. Не се објекти во кои што ние ќе играме. Се објекти во кои што ќе спортуваат младите од општина Карпош и од сите општини во градот Скопје. Во 21. век секој родител знае колку е тешко да воспиташ едно дете и да го исправиш по правиот пат да оди. Да не зафати со пороците, да не зафати со дрога, со алкохол, со другите пороци. Затоа ни требаат спортски објекти, затоа ни требаат спортски сали, затоа ни требаат клизалишта, затоа ни требаат базени. Ни треба нашите деца да одат да спортуваат, да научат да се борат, да научат да победуваат, да научат и порази да трпат, бидејќи животот не е само победи, животот носи и порази. И ако на мали години го научиш тоа и се научиш во еден спортски дух да се надпреваруваш, да се дружиш со другите, нема да забегаш по лоши работи. Е тоа Стефче го кочеше овде во општината. Тој го направи тоа само од лични побуди да не се реализира некој проект. За среќа, на крајот успеавме да го направиме спортскиот центар така како што замисливме. Таму ќе никне и нов аквапарк, ќе никнат и други спортски содржини. Но замислете ако имавме градоначалник кој што ќе соработуваше и кој што ќе помагаше и кој што навреме ќе ги даваше градежните дозволи. Е таков градоначалник имаме во Јагнула Куновска. Со неа Коце Трајановски и владата ќе работат деноноќно за подобрување на животот на младите и на сите во општина Карпош. И да не заборавам уште една работа. Не знам што му пречеше на човекот кога владата сакаше да постави македонско знаме јарбол во општината Карпош. Остана општината една од ретките во која што градоначалникот на општината не даде таква дозвола да се постави македонско знаме. Повторно велам, од кој знае кој побуди неразбирливи за сите нас. Ние сакаме да работиме да се направат проекти, не само проекти за луѓето што се наши членови, не само луѓето што се симпатизери на нашата политичка опција, на Коалицијата за подобра Македонија, за сите граѓани, за сите македонци, срби, роми, албанци, турци, власи, за сите што живеат во Република Македонија. Не смее да има дискриминација, не смее да има политичка обоеност. Мора да се работи деноноќно за доброто на сите граѓани и ние имаме договор. Јагнула Куновска така ќе работи за Карпош и за сите жители на Карпош. Ако пак го погледнеме другиот кандидат за градоначалник, Андреј Петров, тој пак уште помалку има што да каже. Во мандатот во кој што беше градоначалник, скоро и ништо не може да се запамти. Стефче кажа додуше еден проект што Андреј го направил, некој водовод и канализација до сопственото живеалиште си направил. Тој ја прозиваше Јагнула дека се сеќавате, прво што почна со навреди и дискриминација, дека била повозрасна и немала енергија. Јагнула немала енергија, Андреј имал енергија, замислете. Па Јагнула во заби може да го крене Андреј, да го прошета низ цел Карпош и уште еднаш да го врати на почетното место. Затоа ние да не се замараме многу со нив двајца, пошто во наредниве 10 дена уште по нешто ќе си прикажат од заедничкиот живот, додека беа нели во една партија и додека заеднички ги правеа работите што не се добри. Но тие не сакаат да зборуваат за дела, бидејќи немаат дела. Имаат лоши дела или немаат дела. Но ние сакаме да зборуваме за дела и за програми. Тоа е разликата. Ние од 2006 година
Излегуваме пред граѓаните како што една сериозна политичка опција, вклучително сите партии во нашата коалиција, зборувам овде, не само за ВМРО ДПМН, бидејќи програмата е заедничка. Така треба да излезе една политичка опција пред граѓаните. Посебно пред граѓаните во општини како што се Карпош и други општини каде што живеат луѓе кои што се интелектуалци, луѓе со префинет вкус за тоа што треба да понуди политичарот и како треба да работи. Не можеш да излезеш пред граѓаните со голи фрази како што тоа некој го правеше во 90-тите години, без да може потоа да те повика на отчет и да рече чекај, ти вети дека ова ќе го направиш, го напиша во програмата, а не го исполни. Лесно е да кажеш и да одиш како што Андреј прави од општина во општина, од местна заедница во местна заедница и слушајќи што се проблемите и по некој SMS ќе добие во моментот и ќе рече ние овде тоа ќе го направиме. Ама стави го брат на хартија тоа да видиме што ќе направите. И на крајот кога го стави на хартија, замислете, еден кандидат за градоначелник на 12 дена пред изборите прв пат ја состави сопствената програма. И таа програма е едно книджуле во кое што само таксативно се наброени имиња на проекти. Нити има пари, колку ќе кошта, нити од кој буџет ќе се финансира, нити дали има доволно пари буџетот за таа работа, нити рок. Така не се излегува пред граѓаните. Посебно не можеш да дојдеш и да речеш ќе ги решам сите прашања, се што начул и се што чул. Бегајте подалеку од човек што се ветува и дека се ќе ви направи. Ние сме многу реални и разумни. Јагнула Куновска со месеци претходно помина од врата на врата, од човек на човек, ги собра сите идеи, проблемите на граѓаните ги сослуша. Ги стави на хартија. Се консултираше со сите членови на ВМРО ДПМН, со сите други граѓани, независни, непартиски, со сите оние кои што живеат во општината со цел да види какви се проблемите. Од кога така ја состави почетната програма, се виде со Коце Трајановски и му побара на Коце Трајановски да ја достави листа на проекти што тој може дополнително да ги направи над буџетот на општина Карпош, со буџетот на град Скопје, за да има повеќе проекти и да реши повеќе проблеми. И на крајот двајцата заедно дојдоа кај нас во владата и разговаравме за тоа со кои проекти и со кој буџет владата може да помогне. Па се договоривме тука да се стават крупни капитални проекти за еден Карпош, да направиме обид да направиме нов драмски театар, да направиме 2 индустријски зони, да направиме пензионерски домови наместо како Стефче што прави по некој ручек ги залажува и ги потценува пензионерите, клубови пензионерски, катни гаражи, да отвориме нови булевари, нови улици, да реновираме инфраструктура, да се подобри хигиената. На крајот на криштата ова плато да не доаѓаме секој 4 години на исто ово плато да ги правиме овие митинзи. Тоа се крупни проекти, тоа се дела исти како оние дела што претходно ги правевме, како што донесовме инвеститори во Република Македонија, како што ги зголемивме пензиите, како што ги зголемивме субвенциите за земјоделците, како што направивме да може да купат граѓаните автомобили со помалку пари, со помала акциза, како што работиме деноноќно на инфраструктурата, на изградба на нови патишта и како што работи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, дела за граѓаните на Република Македонија. Ете така ќе работи и Јагнула Куновска. Јас можам да ви кажам, од она што ја познавам, дека се работи за највисок професионалец, човек кој што во својата професионална кариера сама, со своите две раце, со сопствениот ум, со енергијата што ја поседува, направила се. Не ја туркал никој во животот. Не е дете на некој богаташ или на некој што ја туркал политичар или било кој. Јагнула Куновска со своите две раце и со трудот што го вложила постигнала се. Таков градоначелник му треба на Карпош. И Јагнула Куновска така ќе работи за сите вас. И јас ве уверувам, независно колку и како сладкоречиво зборуваат сите што доаѓаат тука, дека вие помудри сте од сите нас политичарите и не треба да слушате што ви зборуваме, и треба да им кажете и на вашите роднини и на пријатели на сите граѓани на општина Карпош да не ценат по нашите зборови, да не веруваат на ниеден политичар, но да веруваат на делата, кој што направил за вас кога имал шанса да направи. Така дајте го својот глас на 24 март и секогаш убеден сум ќе го дадете на правилен начин. Ќе го дадете за коалицијата за подобра Македонија, ќе го дадете за Сашо Лазаревски оваа советничка листа што ни е потребна за да ја подржи Јагнула Куновска. И ќе го дадете за нашиот кандидат за градоначелник, иден градоначелник на општина Карпош, Јагнула Куновска. Да сте здрави и живи, да има здравје пред се во вашите семејства, тоа е најважно.
но да има и подобри денови и подобар живот за сите вас, за Влае, за општина Карпош. Да ни живее Република Македонија, да ни е вечна, да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. За победа на 24-ти! Thank you.